Драги мои, останете пред вашите екрани и уживајте во новото издание на емисијата Наша сцена. Како што веќе добро знаете, во оваа емисија ви ги представуваме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. Кој се снимаше, кој промовираше видеозапис и многу новитети кај нашите естрадни уметници следуваат во продолжение. Драги мои, ова издание на емисијата Наша сцена ќе го започнеме со промоција. Станува збор за новата песна и новиот спот на Јунус Мирселовски, познат како Зеки, која носи наслов Свадба голема. За оваа песна изминатиот период се снимаше и видеозапис, кој во соработка со Ин продукција. Ние ви го представуваме во продолжение. Уживајте! Доцна е дворови да метиме, дворови да метиме, дарови да спремиме. И ти сине порани, побрати ми повикај, список да направиме, свадбари да каниме. Хајди гласно свират, планини се тресат, ке го женат прекријат со убава едија. Хајди гласно свират, планини се тресат, ке го женат прекријат со убава едија. Прстенарки тргнаја, песни си запејаја, да ги канат жените, да го нижат прстенот. Бојари се спремија, свекор куфер понесе, дарови понесоја, кана за невестата. Хајди гласно свират, планини се тресат, ке го женат прекријат со убава едија. Хајди гласно свират, планини се тресат, ке го женат прекријат со убава едија. Сватови се собраја, роднини пријатели, мајка, татко весели, свадбари испратија. Невеста донесоја, а дети направија, сите среќни весели, наоро се фатија. Хајди гласно свират, планини се тресат, ке го женат прекријат со убава едија. Хајди гласно свират, планини се тресат,
тresat Ке го жена те кријат со убава е тија Се надевам дека уживавте во песната и во новиот видеозапис на Јунус Мирселовски, а ние продолжуваме понатака со нашата емисија. Ѓоко Бакрески изминатиот период ни беше гостин во нашето студио, каде ги откри неговите наредни музички планови, а секако испејена преработка на стара македонска песна. Ние повеќе детали ви откриваме од следното интервју. Вие останете со нас. Драги мои, во минутите кои следуваат, ќе уживаме во прекрасното друштво на охриѓанецот Ѓоко Бакрески. Ѓоко, здраво и добре ни дојде. Здраво, добре ме најдов. Како си, како се чувствуваш? Па добро, пријатна атмосфера, пријатни луѓе. Така, поводот за твоето гостување е токму твоето првенче кое ќе биде промовирано токму тука кај нас. Станува збор за Никнало цвеќе шарено. Да, убава македонска песна, Никнало цвеќе шарено. Значи, таа е прва песна што е снимана во студиото Цоцевски. Таа ќе има продолжение на повеќе песни, типично македонски, со македонски мелос и ритам. Така. Но токму твоето првенче ќе го изведиш тука во нашето студио. Како дојде до идеја за снимање на оваа песна? Па види, идејата дојде само по себе, значи идејата беше да се негува и да се афирмира македонската народна музика, затоа што таа е печатот на македонскиот народ и е дел од големиот фолклор на македонскиот народ и тоа ќе биде еден циклус од македонски народни песни, ќе си бидат испеани, значи како што ги пееле повозрасните, да не речем постарите генерации и тие ќе бидат не преработени, ќе си бидат така како што си биле, значи испеани, само што аранжманот ќе биде значи сличен како тога, само ќе биде обновен. Да. Се занимаваш со музика веќе 15 на години. Така. Како одлучи токму баш сега да снимиш првата песна? Па добро сега, се занимавам со музика, ама секој пат има значи секогаш имат почеток на некоја работа, значи сакав да снимам песна, сакав да почнам со македонски песни и почнав со, мислам, идејата дојде, разговаравме со народен стил. Така и повеќе години со групата што настапуваме Езерски вез, значи разговаравме и решивме дека прво ќе снимаме така, па после можете цела група ќе биде. Така. Ја спомна групата Езерски вез, но си настапувал и како дел, како член и од други групи. Да, и група Деспина, значи из охридските хотели, ресторани и така. Јас предлагам да слушнеме твојата прва песна која носи наслов Никнало цвеќе шарено и ќе се вратиме во нашето студио да си продолжиме со нашиот разговор. Може да слушнеме. Niknalo cveke
malo znaš, cveke da kradeš. Јуко, ја слушнавме твојата прва песна, на вистина станува збор за една преубава македонска народна староградска, како што би ја нарекол ти песна. А дали да очекуваме скоро време и видеозапис за оваа песна? Да, планиран е видеозапис. Да, тој запис ќе биде мало изненадување, ќе видиме, можеби ќе биде во комбинација со други песни. Да, ќе има видеозапис и ќе има и продолжение, значи на тој циклус на македонски народни песни. Таа песна никнало цвеќе шарено во 7/8 такт, ќе биде и малце побрзи и ќе биде така една добра компилација, да речам. И целта е пак да се повторам, значи да ја негуваме македонската традиционална музика и да ја афирмираме што повеќе. Ја напоменавме твојата прва песна, која кажавме дека станува збор за народна македонска песна. Како се одлучи токму баш за овој правец на народна македонска песна? Па види, македонската народна песна представува дел од богато фолклорно наследство. Тие се печат и белег на македонскиот народ, значи потекнуваат од најдалечно минато, од пред и се зачувале со усно предавање од колено на колено. Значи, македонската народни песни, тие се кодот на Македонија и затоа ние треба да ги негуваме и афирмираме. Така, за крај би те прашала кои се твоите наредни планови, иако ти на почетокот на нашиот разговор не откри дека планираш и други песни? Плановите се, значи, во иднина да повеќе да се бавам, значи мене музиката ми е хоби, да се бавам повеќе да одвојам време за музиката, да професионално сакам да се занимавам, па здравје Боже, како би даде Господ. Така. За време на коронавирусот сите знаеме дека немаше настапи, сите седевме по дома. А што правеше Ѓока? Што правеше? Си вежбаше дома со гитарата. И со И ја ја подготвуваше твојата прва песна. Да, подготвуваш песната и другите песни така. Така. За крај што би им порачал на нашите гледачи? Значи би им порачал, значи да ја сакаат македонската народна музика, дали ќе е староградска, дали ќе е народна музика, дали ќе е во друг, дали ќе е лирска, лирско-епска или епска, не е важно. Важно е, таа е дел од нашата традиција која треба да ја негуваме. Ѓука, јас ти благодарам што одвои време, што беше дел од мојата емисија и се надевам дека за скоро време повторно ќе да бидеш гостин во нашата студија. Ви благодарам. Драги мои, време да продолжиме понатака со уште една промоција. Овој пат ќе слушнеме инструментално дело на Александар Ицов, кој носи наслов Братски мерак. Уживајте во минутите кои следат.
Ова издание на емисијата Наша сцена ќе го завршиме се на млада и талентирана естрадна уметничка, која што туку запловува во музичките води. Станува збор за Јасмина Атанасова, која изминатите денови ни беше гостинка во нашето студио. Повеќе околу нејзините музички планови ви откриваме во продолжение. Почитувани гледачи, во студиото на Им продукција денеска имаме една млада, убава и талентирана гостинка, која ни доаѓа од срцето на Тиквешијата, поточно од Росоман. Добре дојдеќе и посакам на младата Јасмина Атанасова. Здраво, Јасмина, како си? Здраво, добра сум, вие како сте? Супер, како се чувствуваш во нашето студио со оглед дека прв пат сте тука? Прекрасно е чувството. Се надеваме дека ќе имаме многу вакви соработки како денес. Ние ве очекуваме. Денес имаш одличен повод за твоето гостување тука кај нас, а тоа е промоција на една преработка на една многу стара и убава македонска песна под наслов Катерино моме. Од каде идејата за преработка токму на оваа песна? Па не знам, планот беше да направам преработка и се одлучувавме со Златко како до која песна да стигне, па јас видов дека е хит во моментов, дека ја барат луѓето, дека се слуша песната, му ја предложив, тој со задоволство прифати и решивме, ја снимавме, испадна преубаво песната. Честитки. Ви благодарам. Дали можеме во иднина да очекуваме некој видеозапис за оваа песна? Па да, се надеваме дека ќе биде некој видеозапис. И ќе го промовирате тука во студиото Да, на зашто продукција. да не. Со оглед дека сте многу млада, па би сакала да те прашам дали имаш учествувано на некој од фестивалите во Македонија и кое е твоето мислење за фестивалите тука кај нас? Би сакала да учествувам за некој од фестивалите. Мислењето за нив ми е многу добро. Немам збор како да го опишам и искуството, се надевам дека би било многу прекрасно да се појавам на нешто такво големо. Сметаш дека тоа би било една одскочна даска за напредок во твојата кариера? Да, дефинитивно би било нешто големо. Од кого го имаш наследено талентот, бидејќи слушнавме и гледачите ќе имаат прилика да слушнат дека многу убаво пееш? Ние фамилиарно сме талентирана фамилија. Сите слушаме и сме музикални, ама лично еве ако веќе треба да наведам некој, би ја навела баба ми, Ленче од Скопје. Таа е талентирана исто така многу и обожува да пее. Ке искористиме приликата да ја поздравиме и баба Ленче. Дали Јасмина Атанасова знае да свири некој инструмент или пак би сакала да научи? Во оваа прилика да кажам, јас учам во средното училиште во Битола, музичко. Таму како дел од училиштето ние учиме да свириме пијано, како втори инструмент свирам виола. Па тие се еве да ги одвоиме пијано и виола. Што може ново да очекуваме од Јасмина Атанасова? Дали може би некоја нова авторска песна? Па да, се надеваме да биде во најскорен можен рок да излези мојата прва авторска песна. Која е екипата со која ќе соработуваш за новата песна? Сега за сега само е Златко Миладиновски, па се надеваме во иднина може да дојдат и нови соработки со некои личности. Така, бидејќи сега веќе знаеме дека ситуацијата со короната се смирува, веќе почнаа настапите, дали ти имаш закажано некој настап? Се уште немаме некои настапи, ама се надеваме дека во блиска иднина би требало да се одржат некои настапи. Бидејќи ти си премногу млада, пред тебе една богата музичка кариера, ти си наведе дека си ученик во средното музичко училиште во Битола, дали планираш твоето школување да го продолжиш понатака во некоја музичка академија? Да, се надеваме дека ќе продолжам музичка академија, но мислам дека и покрај музиката би требало да имаме некое друго школо, како на пример, еве за мене, мислам дека во иднина би продолжила
драматизација, нешто драмско или па на психолошки факултет. Во повеќе наврати во текот на нашиот разговор го спомена и нашиот добро познат Златко Миладиновски. Од каде идејата да снимаш ваква песна токму со него? По овој пат да му се заблагодарам и на дедо ми во Австралија, Бале Митковски. Тој се познава со него и покрај него одлучивме да направам преработка и токму мојата прва авторска песна да ми ја направи тој. Дали планираш да ја продолжиш соработката со Златко Миладиновски? Да, секако. Бидејќи си исклучително млада на нашата музичка сцена, кое е твоето мислење за нашата музичка сцена во моментов? На нашата музичка естрада има многу квалитетни пеачи, така да се надевам дека и јас како нив ќе го постигнам успехот што тие го имаат сега моментално. Некој твој омилен изведувач од македонската музичка естрада? Нета Мицевска. Дали во иднина би можеле да очекуваме некоја преработка на некоја песна токму од Анета Мицевска? Па да се надеваме дека ќе направиме некоја преработка. Ето покрај Катерино Моме, која што токму денес ја испеа во нашето студио, дали имаш некоја посебно драга за тебе песна? Па за мене сите песни се драги, така да во моментот не би можела ни една да издвојам, затоа што секоја песна си е посебна на свој начин и јас лично не би да ги одвојувам, сите ни се прекрасни песни. Бидејќи ти си на самите почетоци на твојата музичка кариера, па дали токму народната музика е правецот кој што ти ќе го одиш и понатака? Да, сигурно дека одам понатака со народната музика, бидејќи многу ретко гледам млади кои пробуваат да ја пеат и да ја негуваат, така да сакам да бидам пример за тие што не го негуваат тоа, па да кажеме дека денес и младите слушаат народни песни и ги негуваат. Ние сме многу горди што токму младата генерација многу добро знае да ја чува и негува македонската песна. Јасмина, јас ке ти се заблагодарам што одвои време да гостуваш во нашата емисија. Ке ти посакам од моје лично име и од името на екипата на Импродукција уште многу нови песни, преработки, авторски песни, музички хитови и музички проекти. Почитувани гледачи, вие во продолжение слушнете ја преработката на преубавата македонска песна Катерино Моме од младата Јасмина Атанасова.
тука го завршуваме уште едно издание на емисијата Наша сцена. Јас верувам успеавме да го задржиме вашето внимание до крај. Верувам уживавте со нас. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија будиците на Мис Сара, кои можете да ги најдете на 2 локации во Струга. Јас наредна средба, драги мои, ќе ви закажам за 7 дена во исто време и на исто место. До тогаш останете во добро расположение и добро здравје.